Вечерва во Националната установа Центар за култура Антон Панов во Струмица гостуваме со една изложба од етнокоролошката дејност при јавната општинска установа Дом на култура Македонија од Гевгелија. Имаме долгогодишна соработка со Центарот за култура, како на ова поле во уметноста со изложби, така и во други полиња, односно со театарот и со литературната дејност. Вечерва ќе ви прекажеме дел од изложбата Црквите и манастирите во Гевгелиско, каде што се прикажани дел од црквите и манастирите во 3 гевгелиски села, односно селото Хума, селото Конско, Старо Конско и селото Серменин, каде што се прикажани дел од архитектурата на овие цркви и манастири во комбинација со модели, односно статисти во народна носија. Секогаш го поставуваат посетителите прашањето зошто црквите и манастирите како наслов, а во преден план се ставени носиите. Тоа е затоа што црквите и манастирите знаеме дека од секогаш биле место и простор за социјализација на луѓето и исто така место и простор каде што се одржувале најглавните доживувања и најглавните моменти од секојдневниот живот на луѓето, како свадбата, раѓањето, крштавањето, па тука мораме да ги спомнеме и погребите и така натаму. Не само изложбата Црквите и манастирите, денес сме дојдени со уште еден проект, а тоа е ова џебно издание 5 години архив на етнолошки предмети од збирката на Домот на културата, односно овие 5 години истражување, посветеност и љубов кон етнолошките предмети, односно кон традиционалната носија, дел од покухнина, како и дел од народните инструменти и градските инструменти кои што се вметнати во ова џебно издание, во овој каталог, кој што се надевам дека понатаму ќе добие свое второ и многу изданија за исто така за некој јубилеј. Автор на изложбата, односно идејата е моја. Јас сум дипломиран етнокоролог, вработен во јавната општинска установа Дом на култура Гевгелија, во соработка со Иван Калачев, кој што е професионален фотограф, кој што ги изработи фотографиите за оваа изложба, како исто така и за овој каталог. Се надам дека посетителите ќе уживаат во изложбата. Благодарам.